Милиардерот Џорџ Сорос има 28 дена да ги запре сите операции во Австрија преку неговата фондација Отворено општество. Во спротивност ке се соочи со правни мерки за обид да ја поткопа демократијата на нацијата, одлучил ново избраниот австријски премиер Себастијан Курц. Дел од светските медиуми објавија дека најмладиот австријски лидер за ваквата одлука го известил и Сорос. Курц изјави дека мора веднаш да се преземат мерки против действувањето на Сорос, особено откако тој донира 18 милиарди долари од личното богатство на сметка на фондацијата Отворено општество, пренесуваат некои од медиумите. Ситуацијата станува критична. Сорос заложи се што има за да оствари глобална контрола. Медиумите преку ноќ почнаа неконтролирано да шират дезинформација и манипулации, така што сметам дека нема место за несогласување. Австријскиот премиер вели дека ја разбира агендата на Сорос, но децидене дека не постои шанса Австрија да биде неговата петта жртва, алудирајќи на земјите во кои интервенциите на Сорос, насочени кон личен профит и зацврстување на глобалното влијание, направија несогледливи штети на националните економии. На прашањето зошто го забранува работењето на Соросовата фондација Отворено општество, младиот Курц кусо одговара затоа што е 2017 година. Веста дека Сорос донира 75% од своето огромно богатство за политичка и социјална агенда одекна силно во светот, а демократски избрани лидери изразија загриженост дека тешко ќе се справат со тежината на Соросовите милиарди, распоредени на сметките на политичари и новинирани во земјите на Мета. Курц се согласува со овие ставови и затоа решил навреме да превземе цврста акција. Сенката на Сорос е најголемиот предизвик со кој се соочува човештвото во светот во 2017 година. Тоа е голем октопод обвиткан околу лицето на човештвото, кој немилосордно ја вбризгува својата крв во се што мириса на пари, користејќи корумпирани политичари, новинари и јавниот сектор во обид да создаде слика на светот по свој терк. Курц смета дека австриците го отфрлаат новиот поредок и дека негова должност и привилегија е да се придржува до нивната волја.